Во моето видео обраќање, што го постирав пред Нова година, зборев за тоа како да ја надминеме сиромашијата, апропо она што го имав напишано како колумна на МКД МК. На тоа видео спомнав приходи версус плата. Во ова видео сакам малце повеќе да објаснам во однос на приходите, носителите на приходите. Овде, на оваа табела, имам носители на приходи и приходи. Значи, на трудот се добива плата, на парите камата, на имот е рента, на интелектуална собственост е ројалти, на предприемнички ангажман добивка или профит, на капиталот е зголемување на вредност и дивиденда, трансфери од државата, субвенции и други социјални трансфери, на лотарија е добивка, на наследство е наследство, било како. Значи тоа се, да речам, едни легитимни приходи што било кој човек во државата може да ги има. Сега, имаме и други типови на приходи, и тоа позиција стекната по знаење, често пати знае да добие подарок. Позиција стекната со лиценца остварува екстра профит, монополска позиција остварува екстра профит, функционална позиција, најчесто подароци, повластици, мито, знае да има и надоместок. Позиција стекната по политичка линија, подарок, надоместок, повластица, мито, пак се тоа приход. И има црни приходи, коруптивни активности, неплаќање на данок, илегални активности, се е тоа црн приход. Ако сакаме да излеземе од сиромаштијата во Македонија, оваа група на приходи, кој што се однесува на мал број на луѓе, треба да ја намалиме или да ја елиминираме. Додека вистинска една економска развојна политика треба да се концентрира на првите 5 типови на приходи, т.е. носители на приходи. Бидејќи трансферите од државата не може до кој знае кога да одат како субвенции и социјални трансфери, и тоа не е развојна економска политика. Лотарија е единечна добивка, наследство е наследство поединечно. Значи, за да излеземе од сиромаштијата, треба да се концентрираме во економските политики тука, на овие носители на приходи и на овие приходи. При тоа, пари, камата, сепак тука малце може да се направи или воопшто не може ништо да се направи. Значи, правите економски политики треба да го таргетира трудот кај што се добива плата, треба да го таргетира имотот кај што се добива рента, интелектуалната собственост кај што се добива ројалти, предприемачкиот ангажман кај што се добивка или профит. Ако имаме повеќе луѓе кои што имаат повеќе приход во Македонија, тогаш повеќе луѓе ќе бидат во средна класа и тогаш Македонија ќе биде едно посреќно место за живење. Јас во минатото видео зборев за тоа дека земјоделското земјиште треба да се подели помеѓу сите граѓани на Македонија. Зошто? Затоа што земјоделското земјиште е имот, представува имот. И на тој имот се добива рента. Значи, доколку го поделиме земјоделското земјиште помеѓу сите граѓани, можеме да кажеме дека сите граѓани на Македонија ќе бидат побогати. Така да тоа е една позитивна економска политика, што може било која влада да ја направи, наспроти промовираната политика на Заев и неговата влада, дека земјоделското земјиште ќе се продава. Значи, тоа не е во ред и тоа напиша зошто не е во ред во мојата колумна МКД МК, која што е постирана на тој вебсайт. Во овој случај, значи, велам јас да се подели земјоделското земјиште и да се даде 300 метри квадратни исто така по човек за фотоволтаици. На таков начин сите граѓани на оваа земја наша Македонија ќе имаат поголем имот и ќе имаат поголеми приходи. Кога имаат поголеми приходи, тие се побогати. Сите одиме кон средна класа. Сега, во однос на интелектуалната собственост и ројалти, ова е долгорочна политика. Тука е образованието пред се и можноста да луѓето го искажат талентот.
Значи, исто така и тука може да се делува, меѓутоа тоа е долгорочно. И останува на крај да зборам за труд и предприемнички ангажман. Значи, живееме во земја во која со устав сме кажале дека ќе бидеме пазарна економија. Пазарна економија подразбира дека имаме приватна собственост над средствата за работа. Тоа значи дека ни требаат предприемачи кои ќе формираат фирми, кои ќе вработат луѓе, на кои ќе им дадат плата, а тие ќе добијат добивка или профит. Меѓутоа, во Македонија има еден антагонизам помеѓу предприемачите и работниците. И тука треба една влада да размислува кои економски политики треба да ги спроведе, за тој антагонизам да го тргне од дневен ред. Значи, прво што треба да се направи е платата да оди како саатнина, а не месечнина. Тоа е првото. И второ, работниците треба да добиваат бруто плата. На таков начин, тој антагонизам помеѓу наречените газди, предприемачи и работниците ќе се тргне од дневен ред. И многу повеќе ќе излезе на виделина можноста да зголемиме платите преку продуктивност на трудот и преку зголемена конкурентност кај предпријатијата. Така да, една сериозна економска политика треба да размисли и за тоа, да ја дигнеме платата, меѓутоа да натераме и шо повеќе предприемачи. Затоа што збориме за пазар на труд. Пазар на труд значи дека некои работници го нудат својот труд, а некои предприемачи го бараат тој труд. Значи понуда и побарувачка. Ако има повеќе предприемачи, тоа значи дека побарувачката за тие работници е поголема. Тоа значи дека платата ќе оди самата нагаз, затоа што има поголема побарувачка. Од друга страна пак, на овие предприемачи треба навистина да им се овозможи една добра бизнес клима за тие да можат да направат капитал, тоест профит. Иначе зошто? Која би им била нивната цел за да формираат фирми? Значи, тоа се двете страни на кои што мора една сериозна економска политика да размислува.